Среда, 4 јуни, кратки вести во 12 часот. Пешачката патека која се протега од мостот кај каналот Студенчишта се до поранешниот хотел и ресторан Парк, откако претходно беа поставени бетонски жардинери и столпчиња, сега се брани со големи бетонски цевки. Неодамна се спроведени зафати во обид таа да се заштити од неодговорни поединци. Истите се поставени на 3 локации во насока да се спречи движењето со возила по патеката. Паралелно се врши и санација на оштетените плочки, како и фарбање на велосипедската патека. Патеката, која е едно од омилените места за прошетка на охриѓани и гостите, официјално не смее да се користи за движење со возила, но охриѓани се сведоци дека тоа правило се крши секојдневно. Последиците од загадувањето ја десеткуваат популацијата во Охридскиот регион. Според официјалната статистика во општина Охрид, 145 граѓани годишно умираат директно или индиректно од загаден воздух, а се поголем број заболуваат од болести директно поврзани со загадувањето и лошиот квалитет на живот, порачуваат од иницијативата Збогум Буково. Велат овие избори не смеат да поминат без јавни и отворени заложби за решавање на најмачните проблеми на охриѓани и сите други граѓани од околните населени места. Од Збогум Буково бараат кандидатите да се одважат и конечно да проговорат што ќе прават со еколошките проблеми во Охрид. Празникот Свети Јован Владимир свечено одбележан во струшкото село Подгорци во единствената црква во земјава посветена на овој светец. Денес навршуваат 100 години од првото осветување на црквата и 1010 години од упокојувањето на Свети Јован Владимир. Минатата година на денешен ден црквата беше преосветена. Бројни верници присуствуваа на денешната празнична богослужба, запалија свеќи и се помолија за здравје, среќа и благосостојба. Овој свет храм е изграден по иницијатива на мештаните од село Подгорци на старо вакавско место. Времето денес сончево и топло со мала до умерена облачност, дува умерен до засилен јужен ветер. Максималната температура во Охрид до 27 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.